Почитувани, од центарот на Делчево, кандидатот за градоначалник од СДСМ, Горан Трајковски, вчера на еден дрзок и крајно лицемерен начин се обиде да ја искриви реалноста на неговиот минат труд и да го избрише колективното паметење на граѓаните на нашиот град. Граѓаните се прашуваат дали и кога Горан Трајковски во неговата идилична пресконференција кажа дека ќе работи честно. Мислеше на наводното честно работење на текстилната фабрика, во која тој имаше собственички удел во минатото. Горан Трајковски треба да им одговори на граѓаните како беа набавени дел од машините за шиење во оваа фабрика. Господине Трајковски, одговорете и на јавноста, дали сте биле дел од истрагата за незаконско прибавување на опрема за работа на оваа фабрика? Дали се вистините тврдењата на јавноста дека на дел од добавувачите на оваа текстилна фабрика им должите пари и истите немате намера да им ги вратите? Дополнително кажете и на делчевската и целата македонска јавност, дали е вистина дека поради вакви и слични должично доверливи односи вие лично сте учествувале во физички пресметки со вашите дотогашни соработници? Доколку имате барем грам совест, одговорете на овие прашања. Дали бруталните плуќана врз трудот и маката на земјоделците од Делчево и целата Македонија за вас, господине Трајковски, во минатата сезона имаат воопшто нешто заедничко со прогласениот живот на вашиот лидер Зоран Заев? Или пак за вас животот за делчевчани подразбира лажење на лекарите и зголемување на нивната плата, лажење на пензионерите за растот на нивните пензии, лажење на работниците со фамозната просечна плата од 500 евра. Како не ви е срам да ветувате изградба на филтер страница на вода, за пиење на делчевчани? Како за истиот овој проект, иако се обезбедени финансии за негова имплементација од актуелниот градоначалник на Делчево? Штетните и деструктивни политики на вашиот лидер Зоран Заев ја спречуваат реализацијата на овој екзистенцијален проект за Делчево. Граѓаните на Делчево добро ве познаваат. Граѓаните ќе ве поразат на престојните локални избори на 15 октомври. Ви благодарам.